Бог се јави, на вистина се јави, на сите православни христијани да им го честитам празникот, да им посакам се разбира здравје пред се и среќа, а другото ќе го направиме ние самите. Исто така им го посакам и на сите наши сограѓани кои што не се православни христијани, да бидат здрави, да бидат среќни, а другото сите заедно ќе го направиме. Позади нас е една прилично тешка, предизвикувачка година. Година во која што имавме голем предизвик пред се со ковид пандемијата. Година во која што, за жал, имавме голем предизвик во економијата, во образованието. Имавме многу политички предизвици. Година во која што народот одлучи да оваа власт која што 4 години буквално не спроведе никаква реформа да ја прати во опозиција, но за жал поради политичка некултура и постизборни математики се уште продолжува агонијата. Но ние денеска нема да зборуваме за политика, ќе зборуваме за тоа за кое што граѓаните се интересираат, а тоа е како понатаму. Јас се надевам и верувам дека народот ќе добие онаа влада која што ја бара, за која што гласа, влада која што ќе штити интересите на народот и на граѓаните на Македонија. Затоа уште еднашка на крај во мојата изјава ќе им посакам здравје и среќа и успех на сите наши граѓани и на православните христијани, но и на останатите. Првата ќе понудата за избори до новиот премиер Ковачевски. Па јас говорам тоа цело време дека час поскоро треба да се случат предвремени парламентарни избори. Имајќи предвид дека тоа континуирано на некултурен начин се одвива од страна на ова вештачко парламентарно мнозинство, односно оваа влада на ДУИ администрирана од Ковачевски и поддржана од помалите коалициони партнери на СДСМ, се плаши и цело време практично избегнува да даде конкретен одговор кога ќе бидат овие предвремени парламентарни избори. Јас тоа го кажав и во едно мое скорешно интервју, да ќе го повторам и сега. Подготвени сме и ќе доставиме овие денови до парламентот измени на изборниот законник, во кој што нема да има повеќе техничка влада, односно нема да има 100 дена губење време на граѓаните на Македонија. Туку ќе го користиме оној законски рок, односно уставен рок, се извинувам, од 45 до 60 дена. Еве, ако е тоа пречката, па се исплашени додат на предвремени парламентарни избори, нека му остане Спасовски министер за внатрешни работи, нека му остане новиот министер за труд и социјална политика, нема да има заменици од опозицијата во земјоделие, во финансии, во информатичко општество. Нека остане оваа влада ваква како што е и додиме на предвремени парламентарни избори, а воено и до помалите партнери кои што му помагаат на администраторот на владата на ДУИ Ковачевски во оваа влада. Имам и до нив една порака. Ако е една изборна единица, подготвени сме за тоа да разговараме и за една изборна единица. Ево, често коментар за купувањето на струјата, дали студентите ќе на владата ќе се. Видете, сме го коментирале тоа многу пати до сега, дека тоа ќе удри директно на стандардот на граѓаните и дека практично тоа е уште еден чек од кон осиромашување на граѓаните. Повелете сега човекот кој што го фати да да даде изјава.